Петочно издание на вестите на Канал 8. Добар ден. Согласно конкурсот на Штипскиот универзитет Гоце Делчев, кој што е подготвен за уписите на економскиот во Кочани, годинава не е планирано да се запише ниту еден студент. Образложението на одговорните од универзитетот е што новите студиски програми планирани за годинава ќе се изучуваат во Штип, а не во Кочани, додека пак на Машинскиот во Виница се предвидени 100 слободни места за упис. Универзитетот Гоце Делчев од Штип е подготвен за уписите во академската 2017-2018 година, во која според конкурсот има вкупно 5212 слободни места за студирање, од кои 3218 за редовно студирање во државна квота, 1079 редовно студирање во квотата со кофинансирање и 915 места за воредно студирање. Што се однесува за Кочани и соседна Виница, согласно конкурсот, годинава нови студенти се предвидени да се запишат само на Машинскиот во Виница, а во Кочани не е предвиден ниту еден студент. Кирил Барбареев, проректор за настава, рече дека причината што во Кочани нема предвидено ниту еден студент годинава е тоа што студиските програми кои што се предвидени годинава се во Штип и затоа во Кочани нема да се запише годинава ниту еден студент. Инаку, додава Барбареев, оние студиски програми кои што се започнати со економскиот факултет во Кочани ќе се одвиваат нормално и студентите ќе си продолжат со студирањето. Конкурсот за упис на нови студенти во учебната 2017-2018 на Универзитетот Гоце Делчев во Штип е објавен и тој во многу не се разликува од минатата година. Значи, горе-долу тоа е истиот конкурс. Со тоа што сите програми се акредитирани оваа година и сите програми се за прв циклус на студии, изборувам 4-годишни студии со исклучок на оние студиски програми кои припаѓаат во делот на медицината, кои подолго траат. Во моментов универзитетот работи на сите оперативни активности кои се потребни за организација. Сите комисии во овие 20 дена ги подготвуваат активностите за реализација на првиот, вториот и третиот уписен рок. Може да се каже дека новост, може би представува тоа што постои отворење на студиска програма по класична гитара, која што во изминатиот период постоеше интерес од страна на завршени средношколци од средните музички училишта, на тоа универзитетот одговори соодветно. На Машинскиот во Виница пак годинава според конкурсот предвидено е да се запишат 100 студенти, од кои 50 на производно машинство и исто толку на насоката транспорт, организација и логистика. Од нив по 10 се воредни, а по 30 студенти од насока се редовни во државна квота. Она по што во 10 години постојање е препознатлив Универзитетот Гоце Делчев, користењето и примената на современите технологии останува приоритет и понатаму електронското учење, електронскиот индекс. Универзитетот мора да биде отворена структура и мора да биде транспарентен и јавен во секој негов поглед. Алатките кои се наоѓаат во делот на информатички технологии на уга да се приоритетни тие такви и понатаму ќе бидат составен дел на програми за студирање на УГД. Уписите почнуваат на 14, 15 и 16 август, тоа е првиот уписен рок. Вториот уписен рок е на 25 и 26 август, третиот на 4 и 5 септември. Неможностите за обезбедување екзистенција и ненапредувањето во кариерата се главните причини зашто младите бегаат од државата и бараат работа во странство, покажуваат истражувањата на Младинскиот клуб Штип во соработка со младинските организации и Националниот сојуз за младинска работа Скопје. Младинскиот клуб од Штип во соработка со новинарите од Истокот, младинските организации и Националниот сојуз на младинска работа континуирано работи и на други програми, посебно со соработката со новинарите од Источниот регион, се работи на истражување на причините зошто младите бегаат од државата и бараат екзистенција во странство. Имаме информација дека младите примарна причина зашто се селат е економската состојба, односно можностите, тоест неможностите за обезбедување на екзистенција и сметаат дека опција има во странство со тоа што многу од нив, еве можам да дадам и примери, сега имаме и некои од младите од младински клуб кои што работат во странство па се дојдени сега на одмор и самите кажуваат дека воопшто не е лесна работата во странство. Страшно е. Според истражувањето, младите истакнуваат дека можноста за напредување во кариерата е поголема во странство.
Исто така ги истакнуваат и можностите да се подобри состојбата, да се напредува во кариера, дека се вреднува трудот, дека се забележува кога некој вредно работи и му се понудат можности за напредување во странство. Кај нас тоа не го забележуваат и заради тоа заминуваат. Младинскиот клуб Штип и во летниот период продолжува со своите активности. Она што е значајно и за што се подготвува клубот со младите волонтери е одбележување на 12 август, Светскиот ден на младите, кој што ќе биде одбележан на соодветен начин. По повод одбележување на Светскиот ден на археологијата 28 јули, Музеот Теракота од Виница доби вреден археолошки експонат Питос, кој што датира од железното време пред нашата ера. Музеот искажува јавна благодарност на Цвета Саздова од Виница, која му го подари вредниот експонат на музеот. По повод одбележување на Светскиот ден на археологијата, Музеот Теракота од Виница на подарок доби вреден археолошки примерок Питос, кој датира од железно време пред новата ера. Археолошкиот примерок е подарок од виничанката Цвета Саздова и незиниот сопруг Ѓорги Саздов. Питосот бил купен од страна на Ѓорги Саздов во почетокот на 80-тите години на 20-тиот век од непознати лица. Примерокот на овој археолошки предмет бил пронајден при ископ за изградба на патна локација меѓу народот позната како Бановски ниви. Се работи за Питос, складишен сад за жито. Значи, овој сад таа го подарува на нашиот музеј и според нејните искажувања, според нејната изјава, овој Питос бил пронајден, бил купен од нејзиниот сопруг, Ѓорги Саздов, при крајот во почетокот на 80-те години од минатиот век. Значи, Питосот бил купен за 300 денари, бил откопан при изградбата на патот што бил правен во близина на училиштето Славчо Стоименски од Виница. И оваа локација била позната тогаш меѓу населението како место викано Бановски ниви. Денес оваа локација се наоѓа во дворот на основното училиште Славчо Стоименски во Виница. Во дворот на училиштето, познато како локалитет Ила, во 70-тите години на 20-тиот век била откопана и бронзена фибула од типот на еднојазолни лачни фибули со плочеста нога. Во почетокот на 80-тите години од 20-тиот век биле вршени младински археолошки истражувачки акции и во дворот на училиштето биле откриени неколку гробови цисти од архајскиот период, значи 6-тиот век пред нашата ера. Музеот на град Виница јавно се заблагодарува на семејството Саздови од Виница, истакнувајќи дека ваквиот позитивен пример треба да го следат и другите граѓани, бидејќи археолошките наоди своето најголемо значење за пренесување на податоци за нашето минато го имаат само кога се на соодветен начин заштитени, научно обработени и презентирани од соодветни стручни лица и институција. Територијалната противпожарна единица на Кучани изминативе денови ги засили апелите за заштита од пожари и оствари средби со местното население, со цел да се делува превентивно за заштита од пожари и да се подигне свеста кај граѓаните за однесување во шуми и палење оган на отворено. Апелите од кочанските пожарникари ги даваат очекуваните резултати. Бројот на пожари значително намален. Апелите од страна на вработените во територијалната противпожарна единица на Кочани до местното население, како и зачестените контроли од страна на представници од полициската станица, инспектор од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и од територијалната противпожарна единица ги даваат очекуваните резултати, а бројот на пожари е намален, информираат од Кочанската противпожарна единица. Тоа го покажува единствениот случај на пожар кој се е случил викендов во близина на фабриката за вода над градот Кочани. Но од Кочанската противпожарна единица уште еднаш апелираат до населението, особено до земјоделците, да внимаваат и да не палат оган на отворено, особено во овој период од годината, кога температурите се високи и достигнуваат над 40 степени. Ова важи за земјоделците кои по жетвата на јачменот и пченицата традиционално ги палат остатоците на нивите и создаваат проблеми на околните населени места. Средбите што ги имавме во изминатиот период заедно со местните заедници, односно со локалните жители по населените места, како и сите оние патроли кои што ги спроведовме во изминатите неколку
недели вродија со плод со тоа што имаме намалување на бројот на интервенции на пожари на отворен простор. Меѓутоа, сепак не треба да се остави се на случајно, затоа што имајќи во предвид дека се наоѓаме во период кога температурите варираат од премногу високи до релативно ниски температури, треба секојаш да бидеме подготвени и секојаш треба да се внимава на оној аспект кога се однесува на движење или палење на оган во отворен простор. Исто така мора да го споменеме и фактот дека поради високите температури кои што ги имавме во текот на изминатите неколку недели, владата на Република Македонија веќе излезе со една препорака за делумна забрана за движење во шуми, што на некој начин и представува олеснителна околност затоа што може да се води на некој начин евиденција за секој оно присуство кое што го имаат локалните жители или пак некои од добронамерниците со нивното движење во шуми. Со делење на флаери, сите излетници ќе бидат информирани за сето она што представува опасност од пожари и како би требало да се реагира доколку се појави пожар и кои се субјектите кои што треба да бидат навреме информирани за да може да се спречи ширење на огнената стихија. Од почетокот на годината до сега, територијалната противпожарна единица на Кочани има регистрирано 149 интервенции. Од нив 96 се на отворен простор, вклучувајќи ги и они интервенции кои се бројат како шумски пожари во кои имаше опожарено околу 65 хектари површина. Општина Виница засилено работи на реализација на програмата за уредување на градежно земјиште и патишта за 2017, како во градот, така и во населените места. Според утврдената програма, градежни активности во сферата на инфраструктурата ќе се реализираат во сите 8 населени места во општината. Општина Виница засилено работи на реализацијата на програмата за уредување на градежно земјиште и патишта за 2017 година, како во градот, така и во населените места. Според утврдената програма, градежни активности во сферата на инфраструктурата ќе се реализираат во сите 8 населени места во општината. Според годишната програма за изградба на улици, се очекува да се изврши ископ, порамнување и набивање на земјен тампон, со што овие улици ќе се подготват за асфалтирање. Вакви градежни активности ќе се реализираат во селата Јакимово, Лески, Црн камен, Виничка кршла, истакнуваат од општина Виница. Инаку општина Виница деновиве заврши со асфалтирањето на улици во селата Градец и Пеклани во должина од 370 метри, за што беа инвестирани 4 милиони денари, додека за улици во село Трстија, како и улици во градот Виница, се издвоени околу 10 милиони денари средства од општинскиот буџет и од Агенцијата за државни патишта. Општина Виница овој и наредните 2 месеци своите активности ќе ги насочи и кон уредување на речното корито на Виничка река во должина од 420 метри, проект кој општината го доби преку источниот плански регион. Вкупната вредност на овој проект изнесува 3.626.441 денар средства обезбедени од Бирото за регионален развој, додека општината во овој проект учествува со сопствени средства од 1.011.544 денари. Изведувач на работите е компанијата КОП Инженеринг од Скопје, а регулацијата на Виничка река се очекува да заврши за 3 месеци. Да не се палат свеќи, да не се работи со оган и воопшто да не се работи деновиве кога се празнува измислениот празник Горешници. Ваквите измислици меѓу луѓето се суеверија и неиздржана невистина, велат свештениците. Горешници како празник не постои во православието. Празникот Горешници не е познат на православната црква и традиција и како таков без причина се празнува на одредени делови во Источна Македонија, а за жал во Кочани има голем култ. Свештениците објаснуваат дека таков празник не постои. Овие денови се како и секој друг обичен ден во кој слободно може сите луѓе да си ги вршат своите секојдневни обврски. Кај народот постои страв дека доколку некој врши некаква работа во текот на овие денови, измислените горешници, ќе му се случи несреќа. Исто така, постои верување дека ако се работи со оган или ако се готви во текот на овие денови до празникот посветен на Света Марина или Огнена Марија, ќе се случи несреќа.
Посебно дека не треба да се палат свеќи, зашто свештениците велат дека е глупост и неиздржана невистина. Ваквите празници, зборувам за горешници, не и се познати на православната традиција, ниту на православното празнување, на православната хератологија, и се плод, да речеме, на некое делумно незнаење и суеверие, именно според верувањето на таквите, да ги речеме, номинални верници или воопшто, ајде слободно ги кажеме неверници, веруваат дека овие денови ништо не се работело, дека доколку земеме да работиме било каква нели физичка активност ќе бидеме повредени, не се палело свеќи и не знам еден куп други измислици, кои што пак ќе повторам се плод на суеверие. Именно знаеме Кочани е веќе град кој што има на 30.000 жители по природа на нештата и сосем нормално во еден толку голем град да има нели и несреќи и повреди, значи тоа е секојдневие, значи доколку застанеме во болницата секој ден, да речеме, е полна со пациенти, ама доколку нели тоа се случи на Горешници, сите креваат паника, еве се случило на Горешници, што пак ќе речеме плод на незнаење и суеверие и апелираме посебно на оние, да речеме, средновечни генерации кои што даваат големо значење на овие празници, таквото празнување да го искоренат и да не ја исмеваат верата. Свештениците замолуваат да се чува православието од секакви измислици и суеверија, како што е случајот со така наречените горешници, и во врска со ова повикуваат на здраворазумно и логично размислување. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме во ова петочно издание на вестите на Канал 8. Имајте пријатен викенд. Довидување.